239 израелски заложници се верува дека ги држи Хамас во Газа. Околу 100 од нив се жени, додека 1/3 од овие жени се помлади од 18 години. Во нападот на Хамас, Реума Таршански го загубила својот 15-годишен син Лиор. Незината ќерка, тинејџерка Гали, била киднапирана и одведена во Газа. Таа повеќе од 1 месец не слушнала ништо за состојбата на Гали. Гали има 13 години. Таа е тинејџерка. Моите најголеми ноќни кошмари се поврзани со оваа тема. Возраста, пубертетот, промените низ кои поминува, а таа е сега сама таму. Не знам што ја направија. Правните и медицинските експерти кои работат со семејствата на заложниците поднесоа извештај до Меѓународниот Црвен крст во кој се наведени претходно постоечки медицински состојби на заложниците, почнувајќи од срцеви заболувања, дијабетес до астма, и предупредуваат дека во насилните конфликти жените се особено ранливи на сексуална злоупотреба. Телото на жената многу често се зема како символ на телото на нацијата, па така насилството врз жената всушност е насилство врз целата нација. Тие си подложени на овие форми на кривични дела. Меѓународното право, Обединетите нации и Меѓународниот кривичен суд признаа дека сексуалното насилство поврзано со конфликти е посебен облик на воено злосторство и злосторства против човештвото. Кадари за Гласот на Америка вели дека повеќе групи за права треба да привлечат внимание за активностите на Хамас предизвикани на денот на нападот. Сите тие прибегнаа кон конвенционалната симетрија, осврнувајќи се на страдањата на двете страни од конфликтот. Сакам ова да биде јасно. Не ги негирам страдањата на жените и децата со невини цивили во Газа, но се издвојува она што се случи на 7 октомври. Тоа не е дел од симетричната војна меѓу Израел и Газа. Тоа е нешто друго. И тоа треба да се признае. Тоа треба да се препознае како злосторство поврзано со човештвото од најсурова форма некогаш извршена во модерната историја. Хамас од музичкиот фестивал во Јужен Израел ја киднапирал и 23-годишната сестра на Гонен Роми. Таа вели дека незината сестра има астма и камења во бубрезите, но е загрижена и за потенцијалот од сексуално насилство. Секоја минута некој може да ја наштети. Што ги спречува да го направат тоа? Тие го направија тоа на 7 октомври на толку многу жени. Гонен побара повеќе женски организации да се изјаснат за ослободување на заложниците. Израелската полиција ги истражува извештаите за сексуални напади од страна на Хамас и користи видеоснимки, форензични докази и сведоштва во потрага по сторителите.